Добар ден, јас сум Сонџица Петрева, наставник по македонски во Основно училиште Браќа Миладиновци, општина Ајарач. Денес ќе зборуваме за белези на лириката. Ќе ги видиме белезите на лириката преку анализа на песната Нашето сонце од Боро Ситниковски, која што се наоѓа на страна 43 во учебникот. Целта на часот е да се разберат разликите меѓу литературните родови, препознавајќи ги по нивните надворешни белези, да умее да анализира лирска песна, согледувајќи ги особеностите на содржината и формата на песната. Наставна техника, која што ќе ја примениме на крајот од часот, е петоред. На почетокот треба да се запознаеме со поимот литература и да видиме како таа се дели според родовите. Литературата е уметност која се прави од зборови. Литературата е уметност која со зборот го искажува човековото видување и чувствување за животот преку сликање на општествените појави, односите меѓу луѓето и слично. Таа се дели на три литературни родови, тоа се литературниот род лирика, литературниот род епика и литературниот род драма. Основно изразно средство на уметноста сликарство се боите. Основното изразно средство на уметноста музика се нотите, па така основно изразно средство на уметноста литература е зборот. Литературата потекнува од латинскиот збор литерае и означува буква или книга. Лириката како литературен род и незини белези. Лириката е литературен род во стихови, преку кои поетите ги изразуваат своите чувства и доживувања. Лирика е грчки збор и значи песна рецитирана во придружба со инструментот лира. Во песните, преку кои поетот ги изразува своите чувства, душевни состојби, се викаат лирски песни. Во лирската песна, поетот ги изразува своите чувства кои се јавиле кај него од некоја појава или настан. Белезите на лириката се следните: лирското јас, емоционалноста, музикалноста, сликовитоста, стихот, строфата, римата, ритмот и по форма е кратка. Основен белег на лириката е чувството. Чувството ги го изразува лирското јас. Преку песната Нашето сонце ќе ги видиме белезите на лириката. Нашето сонце. Кога бев мал, мислев дека само од нашата планина сонцето се раѓа. Мислев дека мајка му го чека, па затоа навечер стрмоглаво задридот паѓа. Мислев дека далеку некаде се крие, во своите дворови кристални, светли. Мислев дека во срмени душеци спие, додека не го пробудат првите петли. Кога бев мал, мислев дека само нашето сонце е врело, зашто со мене идеше лека по лека. Кога одев во некој друго село и дома кога си идев, по целиот далечен пат, сонцето ќе го видев дека ме следи зракот злат. Сонцето е на сиот свет, на сите континенти, на сите пет, и секому му се смее, и секого го милува, го гали, и возрастните и дечињата мали. Белата, жолтата и црната раса, секаде тоа може да стаса. Сонцето од секој рит изгрева. Сонцето зад секој рит заоѓа. Со зраците што ги разлева, секого секаде наоѓа. Со своите зраци коприна, секому живот дарува. Секому влева топлина, секаде тоа царува. Боро Ситниковски. Многу убава песна. Сега преку анализа на песната ќе ги видиме белезите на лириката. Мотивот, односно инспирацијата да се напише оваа песна е сонце. Идејата или пораката е сонцето му припаѓа на целиот свет.
Оваа песна припаѓа на литературниот род лирика, а литературен вид е уметничка лирска песна. Литературна форма, односно песната е напишана во 3 строфи и има 31 стих. Лирското јас како белек на лириката ги изразува чувствата на сонцето, убавите спомени од детството и сонцето му припаѓа на светот. Сликовитоста, белегот на лириката или поетските слики ни кажува од какви слики е составена оваа песна, кои слики провејуваат низ песната. Песната можеме да ја поделиме на 3 дела, во 3 поетски слики. Сонцето од детството се раѓа од планината, постојано го следи. Втората поетска слика, сонцето е на сиот свет, сонцето секому живот дарува, секаде царува. Следниот белег на лириката е ритмичноста, која е основна одлика на стихот или белег. Таа се создава со рамномерно повторување на нагласени и ненагласени слогови. Ритмот на песната може да биде брз или динамичен и бавен. Музикалноста на песната е уште еден белег на лириката и таа е присутна преку римата. Примери за рима конкретно во песната се раѓа паѓа, крие спие и врело село. На крајот од часот ја правиме техниката петоред, која што се состои од наслов во првиот ред, во вториот ред е опис, третиот ред се активности, четвртиот е чувства и петиот ред е боја. Насловот треба да содржи една именка, во нашиот наслов конкретно е сонце. Во вториот ред кај опис се 2 придавки, врело и топло. Во третиот ред активности треба да содржи овој ред 3 глаголи, се раѓа, заоѓа и припаѓа. Во четвртиот ред треба да се напише фраза од 4 збора кои ја кажуваат суштината на песната. Сонцето секаде тоа царува. И во петиот ред за боја, тоа е бојата жолта. Значи, на крајот да резимираме на часот, дека белезите на лириката конкретно во песната е дека имаме лирско јас кој што ги изразува своите чувства преку сонцето кој го следи од детството и дека тоа припаѓа на целиот свет. Сликовитоста е дека сонцето припаѓа на целиот свет, се раѓа од нашата планина, заоѓа од нашата планина и така натаму. Музикалноста ја гледаме преку римата и ритмот. Стихови имаме 31, строфи се 3 и е кратка по форма. Ви благодарам.